Спорниот закон за јавно обвинителство конечно се најде на дневен ред на Уставниот суд, но дали ќе биде поништено останува непознато. На уставните суди им требало повеќе време за да ги разгледат иницијативите. Ова е епилогот од подготвителната седница на која покри уставните суди беа присутни собранискиот спикер Талат Џафери, како и предлагачите на иницијативите за оценка на уставност на новој закон, поранешниот министер за правда Михајло Маневски и првиот човек на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров. Маневски побара овој закон целосно се поништи, потенцирајќи дека е противуставен и донесен спротивно на собранискиот деловник. Вели Џафери не смел да го поништи првото гласање каде овој закон не го собра потребното мнозинство. Меѓутоа, од кога на екранот се појави бројка од 74 за и 32 против, што значи дека законот не го доби потребното двотретинско мнозинство, тогаш председателот наеднаш изјави дека го поништувам гласањето поради. И тука застана. Е повреден деловникот по однос на тоа дека гласањето не може да биде поништено. Председателот е должен да ги соопшти резултатите од гласањето. Според Михајло Маневски проблем е и регулирањето на незаконски стекнатите докази, односно во овој случај така наречените бомби, каде во еден став се пишани како докази, а во друг како индици за кривични дела. Поранешниот министер за правда потенцира дека во овој дел се оди контра законот за кривична постапка. Во законот за кривичната постапка во член 12 став 2 јасно се говори дека докази прибавени на незаконит начин не можат да бидат докази во кривичната постапка, и тука е тоа сосема јасно, затоа што сигурно дека двотретинскиот закон за кривичната постапка го уредува ова прашање. Дополнителен проблем според него е што првиот предлог закон бил повлечен од владата, па веднаш без подпис на тогашниот премиер Оливер Спасовски бил испратен нов текст кој веднаш бил изгласан, што според предлагачите е спротивно на собранискиот деловник. Собранискиот спикер Талат Џафери пак само кратко пред уставните суди кажа дека се било според деловникот и законите, но не беше расположен да застане пред медиумите за изјава.